На денешното обраќање на председателот Иванов реагираат двете најголеми политички партии во земјата. Со своји реакции денеска и СДСМ и ВМРО-ДПМН. Во соопштението од Социјалдемократскиот сојуз е наведено: Иванов е составен дел од проблемот што 10 години ја влече Македонија назад. Тој со неуставните и незаконски помилувања застана во заштита на криминалот, против интересите на народот и доцна е да се правда. За секој има одговорност. Според СДСМ, Груевски и Иванов ги загрозиле државните и националните интереси и затоа граѓаните, како што велат социјалдемократите, избрале промени. Со пресконференција реагираа и од ВМРО-ДПМН. Антонио Милошовски истакна дека председателот Иванов точно и прецизно ги лоцираше проблемите со кои се соочи Република Македонија во текот на 2016 година, како на домашен, така и на меѓународен план. Пораките на председателот Иванов дека нема да се согласи со било какво редефинирање на Република Македонија во насока на бинационална држава, кантонизирање или било кое друго редефинирање, е пораки кои што треба да стигнат до секој одговорен и совесен политичар во државата и пример за тоа како се бранат националните и државни интереси. ВМРО-ДПМН во целост се согласува со ставот на председателот Иванов дека е недозволиво за политички или за лични цели некој во недостаток од реална програма да тргува со националните интереси за своја властолюбива корист. Република Македонија точно е дека е мултиетничко и мултијазично, мултиверско општество, но пред се е унитарна држава и во интерес на сите граѓани да ја зачуваме унитарноста и стабилноста на Република Македонија. Обраќањето на председателот Иванов беше обединувачко и помирувачко, што дефинитивно му е неопходно на македонскиот народ и на македонските граѓани. И сметаме дека на овој начин и со вакви помирувачки тонови треба да дадеме пример и на другите политичари. Сепак, од председателот Иванов очекувавме по-конкретно да ја посочи одговорноста која што треба да претходи на било кое политичко или национално помирување. Мора да биде точно лоцирана вината за насилните вандалски протести, за уништување на државен имот, за уништување на културно наследство, за уништување и деградирање на институции. Милошовски истакна дека граѓаните на 11 декември го имаа својот глас и ја изразија својата волја, а мнозинството граѓани покажа дека се определени за стабилна и унитарна, економски напредна Република Македонија.